Она што би сакала да го кажам како едно од најважните поенти, а жените да ја запоменат, дека гинеколог не се посетува само кога се има проблем. Докторке, дали постои правило? Кој преглед на која возраст треба да се направи? Во раната младост, пациентките во период на добивање на менструација, во период на менарха, доколку таа менарха изостане, доколку таа менарха е пропратена со поголеми, да кажеме, проблеми, крварења поинтензивни, секако дека девојчето на 12, 13, 14 години треба да се јави на гинеколог. Од 20 до 29 години потребно е да се прави ПАП тест. После 29-та година до 65-та година потребно е да се прави, најдобро е да се прави ко-тестинг, кога се прави папат Николау тест, кој што е цитолошки тест, кој што не е скрининг програм за карцином на грлото на матката, и ХПВ типизацијата. ХПВ типизацијата е еден тест кој што ни открива присуство на високо или ниско ризични ХПВ типови во грлото на матката, па на тој начин и индиректно судиме во која група е пациентката во однос на ризик на појава на карцином на грлото на матката и како гинеколози препорачуваме одредена терапија за таа ситуација. Над 65 години ултразвучните прегледи се секако задолжителни или се препорачуваат, меѓутоа одредени земји даваат различни препораки за Папа Николау тест после 65-та година. Некој вика дека треба, некој вика дека не треба, кај нас се уште е правило дека правиме Папа Николау тест. Ултразвучните прегледи секако се препорачуваат барем еднаш годишно, да се откријат некои други состојби кои што би можеле да се појават, а не можат. Пациентката не би можела да ги почувствува како симптом, така да тоа е некаков си, да кажам, воспоставен календар на препорачани прегледи. Значи не одиме на гинеколог само доколку забележиме дека нешто не е во ред. Не, тогаш веќе викаме дека е доцна. Гинекологот треба да биде еден од најдобрите пријатели на пациентката.